Во ова издание на Newsflash ке гледате. Министрите за надворешни работи на Европската Унија денес ке разговара за уште една рунда санкции против Русија. Зеленски бара уште оружје. Жени и деца најголем дел од бегалците од руската војна во Украина. Во сад со најмногу милиардери во светот често се поставува прашањето дали американските даночни агенции треба да ги оданочуваат повеќе. Останете со нас и ќе дознаете. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Британското Министерство за одбрана денес соопшти дека руските сили продолжиле со гранатирање на регионите Донецк и Луганск во источна Украина, додека украинскиот претседател Володимир Зеленски предупредува дека руските трупи ќе се префрлат на уште поголеми операции во источна Украина, истовремено велејќи дека неговите сили ќе бидат подготвени и ќе одговорат. Говорејќи во видеообраќање доцна во неделата, Зеленски рече дека деновите што предстојат ќе бидат клучни. Зеленски исто така за време на интервјуто за CBS рече дека опстанокот на Украина зависи од тоа што САД ќе ги засилат испораките на оружје и дека на американскиот претседател Бајден му дал список на она што и треба на Украина. Тој го има списокот, рече Зеленски. Претседателот Бајден може да влезе во историјата како личност која застанала рамо до рамо со украинскиот народ. Министрите за надворешни работи пак на Европската Унија денес ќе разговара за уште една рунда санкции против Русија. А во Москва, австријскиот канцелар е во посета на рускиот лидер Путин, што е прва ваква посета на европски лидер откако Путин ја започна инвазијата на Украина кон крајот на февруари. Бајден денес ќе одржи виртуелни разговори со индискиот премиер Нарендра Моди, додека САД се обидува да ја притиснат Русија со санкции, вклучително и врз клучната енергетска индустрија во земјата. Индија зазеде неутрален став, продолжувајќи со купување на руска нафта и газ, а истовремено се воздржуваше од гласање за суспендирање на Русија од Советот за човекови права на Обединетите нации. Пресекретарката на Белата куќа Џен Псаки во изјава во неделата рече дека Бајден ќе го искористи состанокот за да разговара за последиците од бруталната војна на Русија против Украина и ублажувањето на незиното дестабилизирачко влијание врз глобалното снабдување со храна и пазарите на стоки. Конфликтот принуди околу 1/4 од 44 милиони луѓе од Украина да ги напуштат своите домови, при што Обединетите нации објавија дека повеќе од 4,5 милиони бегалци ја напуштиле земјата. Остануваме на тема Унгарија. Баби, мајки и деца сочинуваат најголем дел од бегалците од руската војна во Украина. Секој бегалец има своја приказна, но и надеж за иднината. Вие пренесуваме сликата од Полска. Вира Павливна пред неколку недели била обична украинска баба. Денес таа е бегалка. Во советско време живеевме добро. Русија веројатно не ни треба после ова. Не знам како да објаснам. Павливна морала да побегне од Киев со внуците, плашејќи се за нивните животи. Поради војната, бомбите, затоа што ја бомбардираат Украина, стрелаат селани, прават ужасни работи. Секој побегна каде што можеше. Јулија Усик е мајка на 2 деца. Поречи си 2 недели на руски напади и бомбардирања, Усик и нејзиниот сопруг одлучиле дека е време да го напуштат Киев. Бевме цел на напад и гранатирања 13 дена. Сопругот ми рече да заминам со децата, бидејќи беа истравматизирани. Мојот сопруг е во Киев, има 33 години. Вети ќе ни се придружи. Лилија Костенко е баба на Тимур и Дамир. Планот првично бил да побегне во викендичката надвор од Киев, но како што руските сили се приближувале, плановите се промениле. Сопрузите ни рекоа, одете во Лавов. Пријатели на керката не примија кај нив. И тогаш повторно почна експлозија, го разнесоа тамошниот аеродром. И ние решивме да заминеме, сега со другарките на нашата керка. Костенко никогаш не помислувала дека ќе мора да живее низ војна во 21. век, повеќе од 75 години по крајот на Втората светска војна. Дедо ми се бореше во Полска. Ужасно е. Се присетив на тоа. За Павливна тоа е како патување назад во минатото. Се сеќавам во каква состојба беше земјата, како беа селата во тоа време. 1954 беше исто така тешка година. Сакаме мир и војниците кои се таму да не заштитат. Само сакаме се да биде во ред и да има мир. Бегалците за гласот на Америка велат дека се надеваат дека еден ден ќе може да се вратат со своите деца и внуци кои ги опишуваат како млади и издржливи,
и веројатно ќе се опорават од траумата на војната, ако и кога ќе се врати мирот во Украина. А во своите ново објавени буџетски проекции, американскиот претседател Џо Бајден предложи минимален данок од 20% за домаќинствата со нето приходи од повеќе од $100 милиони. Предлогот веројатно нема да ја добие потребната поддршка за да стане закон годинава, но ја нагласува дебатата за тоа што треба да направи федералната влада за зголеменото богатство кај најбогатите луѓе во Америка. САД имаат најмногу милиардери во светот и затоа често се поставува прашањето со толку многу пари кај нив, дали американските даночни агенции треба да ги оданочуваат повеќе? Председателот Бајден вели да. Пожарникар и учител плаќаат двојно повеќе данок во споредба со милиардер. Тоа не е во ред, не е фер. Учеството на најбогатите во буџетот е минимално. Даночна стапка од најмалку 20% ќе се применува само за врвот. 1/100 од 1% од американците ќе го платат овој данок. Бајден вели дека милиардерите во моментов плаќаат данок во просек 8% од вкупниот приход. Воочивме дека најбогатите луѓе во земјата плаќаат малку или воопшто не плаќаат даноци на приходи. Тоа е затоа што нивниот главен извор на приход не се брои секоја година и тоа не е приходот што го добиваат како плата, туку од растот на тоа што го поседуваат. Други експерти велат дека богатите луѓе плаќаат многу кога ќе се соберат сите форми на оданочување. Тука отпаѓа дури 32% од нивната заработувачка, а финансиски помагаат во економијата и на други начини. Најголем дел од богатството на милионерите и милиардерите е собственоста на бизнисите. За Џеф Безос тоа е собственост во корпорација Амазон која вработува над 1 милион луѓе годишно. Не сакам Џеф Безос да плаќа повеќе даноци да ја повлече вредноста од Амазон. Бајден вели дека неговиот данок за милиардерите би можел да донесе прилив од $360 милиарди во федералните приходи. Веројатно нема да помине во Сенатот годинава, но поборниците велат дека се создава бран за поддршка на воведување данок на богатството, зашто мнозинството американци сметаат дека некои од најбогатите во нацијата не плаќаат фер даноци. А технолошката индустрија долго време вработува главно мажи во техничките улоги, но непрофитна група во Сиетл, Вашингтон, се обидува да го промени тоа. Ребека Муњиз сакала да стане инженерка кога била помлада, но таа не се гледала себе си со кариера во технолошката индустрија. Бев претежно околу бели мажи. Навистина не се чувствував удобно. Сега Муњиз, која работела во одделот за комуникации, е студентка на Академијата за развој АДА, непрофитна организација во Сиетл. Ги обучува жените од групите кои се недоволно застапени во технологијата. За 6 месеци овие студенти ќе научат да креираат софтвер, пошто следи пракса. Шефицата на Академијата Лорен Сато зборува за нивната визија. Може да имаме влијание на голем број жени и други кои влегуваат во индустријата секоја година. Низ целиот свет беа лансирани програми за обука, ветувајќи вештини што се бараат на пазарот. Некои претераа советувањата за можности за работа и наплаќаа големи суми. Но во АДА учењето е бесплатно, се обезбедува и градинка за децата на мајките која посетуваат наставата. Али и Бара порано предавала општествени науки. Мојот најголем страв е неуспехот. Мислам дека ова е голем ризик што го преземам со менување на кариерата. Откако е основана 2013, АДА има повеќе од 300 дипломирани. 94% нашле работа во технологијата, велат од организацијата. Но за многу студенти не се работи само за вработување, туку и за промена на технолошката индустрија откако ќе станат дел од неа. Да осигурам дека не сум единствената обоена жена на масата. Ваквите кампови за обука, кои се прошируваат на национално ниво, му даваат можност на секој дипломец да биде катализатор за промени. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Иван Чановски од студиото во Вашингтон. Пријатно.